Поради ниските температури, нагло промена на времето, грејната сезона започна порано. Граѓаните веќе добија парно низ своите домови, а дел од нив веќе си имаат снабдено со дрва и пелети. Сепак за повеќето инвертер климите се во прв план, првенствено поради цената на струјата која е релативно ниска во однос на другите начини на грејење, а потоа и намаленото загадување. Вие дома со што се греете? Со термопечка. За колку квадрати греете? Мало е 33 квадрати. Колку изнесуваат месечните сметки? Колку плаќате за? 2000 по 3000, зависи како. Инвертер. За колку квадрати? Со колку клими располагат? А ние располагаме со повеќе, меѓутоа само една работа. За колку квадрати? Колку квадрати греете? 50 квадрати. На клима? На клима? Да. Колку плаќате месечно? Па зависи колку е пошташ, до 2000 ќе плаќам. Јас се греам моментално ке се греам на дрва. Моментално на струја, ама имам опција за дрва. Колку изнесува кубик дрва? Ова година не купив, од лани ги користам. Значи лани беше 4700. Експертите објаснуваат дека многу поважно од изборот на грејно тело е самата изолација на домот. Таа значи заштити до 70 па и 80%. Клима уредите со инвертер се најекономични доколку се користи струја. Со најдобар квалитет на живење, топлификацијскиот систем се загрева целиот простор, нема инерција се. Следно после него, кој што и економски и еколошки оправдано е топлинската пумпа, како или народот ја вика климатизери. Кој ќе се купат климатизери и се стават, не е тоа исто како топлификацијскиот систем, но е приближно еднакво и има, ќе треба да има неколку, тоа има, може да бучи, дува, но тоа е добро решение, но најдобро, ако се користи, тоа треба да биде комбинација. Да се купи климатизер, да се стават сончеви колектори и да се стави батерија. Привилегијата да се греат на парно ја имаат само скопјани, над 60.000 домаќинства. Пелетите не се сплатливи како некогаш. Вреќа може да се купи за околу 250 денари, а кубик дрва се продава за 5 до 6.000 денари. Официјално грејната сезона започнува на 15 октомври, а завршува на 15 април следната година.